Во ово издание на Newsflash ке гледате кој е најновиот 11-ти поред државен празник во САД, Джунтинт, ден на еманципацијата и денот на слободата на афроамериканците. Председателот на Словенија Борут Пахор во ексклузивно интервју за Гласот на Америка вели дека тоа што Бугарија и го прави на Северна Македонија не е праведно. Прославувањето на денот на бегалците падна во сенка на она што Обединетите нации го нарекуваат најголема криза на раселување од Втората светска војна. Останете со нас, ги имаме деталите. Почнуваме веднаш. Поздрав од Вашингтон, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик и јас сум Јованчо Наумовски. Во 2021 година Джунтинт стана 11-ти државен празник во САД, признат од Конгресот и подпишан во закон од страна на председателот Џо Бајден. Празникот го добил своето име со комбинирање на месецот јуни и бројот 19. Датумот е познат и како ден на јубилеот, ден на еманципацијата, а и ден на слободата на афроамериканскиот народ во САД. Најновиот американски државен празник Джунтинт се слави од страна на афроамериканците повеќе од 150 години. Денот го одбележува крајот на робството во САД. За прв пат беше прославен на 19 јуни 1866 година. Една година претходно на тој датум поробените афроамериканци во Галвестон, Тексас, дозна за нивната слобода и дека граѓанската војна во САД завршила 2 месеци порано. Тоа известување дошло повеќе од 2,5 години откако председателот Абрахам Линколн ја издаде прокламацијата за еманципација. Од 1866 година денот се слави секоја година во Галвестон, при што свеченостите се проширија и во другите градови низ целата земја. Празникот го добил своето име со комбинирање на месецот јуни и бројот 19. Датумот е познат и како ден на јубилеот, ден на еманципацијата и ден на слободата. Се одбележува со семени собери, паради и фестивали. Во 1980 година Тексас стана првата држава што го одреди Джунтинт за празник. Од тогаш сојузните држави во САД официјално го признаа како државен празник или како ден на одбележување. Националниот интерес за тој ден се зголеми по националните протести во 2020 година, поради смртта на Џорџ Флојд. Во 2021 година Джунтинт стана 11-тиот државен празник во САД, признат од Конгресот и подпишан во закон од страна на председателот Џо Бајден. А председателот на Словенија во ексклузивно интервју за Гласот на Америка вели дека тоа што и го прави Бугарија на Северна Македонија не е праведно. Секако сум велел, веројатно проблемот е и на едната и на другата страна, но сега велам дека проблемот е само од бугарска страна. Јас се надевам дека Брисел ќе направи притисок врз Софија да отстапи од таа сурова блокада, вели меѓу другото Пахор, а интервјуто од Охрид го направи нашиот колега Мики Трајковски. Господине Пахор, благодарам за разговорот за Гласот на Америка на македонски јазик. Какви се шансите Северна Македонија во јуни на Европскиот самит на Европската унија на 23 јуни да добие покана за отпочнување на пристапните преговори? Имao sam razgovor sa vašim predsjednikom Stevom, prijateljom, dragim mojim. I rekao sam mu, Stevo, da smo mi Bolgari, vi ne bih imali nikakvih problema sa ulaskom u Europsku uniju. On je rekao da smo mi Slovenci, mi bi već 20 godina bili tamo. Ali šalu na stranu. Ja mislim da na kraju dobro uvijek pobjeđuje. Teško je sada Makedoniji, Severnoj Makedoniji, to mi je sasvim jasno i nije pravedno to što se dešava. Na kraju svih kraja vi ste sa jednom velikom hrabrošću riješili problem sa Grčkom. I sada taj problem sa Bolgarijom ne sviđa mi se. Mislim da to što čini Bolgarija nije pravedno. Moguće je da je neki problem kojeg treba riješiti, ali način na kog to pravi sada Bolgarija, ne slažem se. Da li su opravdani барањата околу македонскиот јазик, околу заедничка историја? Ta identitetna pitanja su za mene ponekad i neracionalna. Znam da su osjetljiva, ali mislim da to nije moguće riješiti tako preko noći, a svakako ne sa jednom političkom blokadom. To su osjetljiva, emocionalna pitanja na jednoj i na drugoj strani i po prvi put se nalazim u jednoj situaciji kad kažem crno-bijelo
ne podržavam Bugarsku u toj situaciji kada blokira Severnu Makedoniju. Uvek sam rekao, verovatno je problem i na jednoj i na drugoj strani. Ne, sada kažem, sada je problem na bugarskoj strani. Ja mislim da će na kraju svega ipak Brisel napraviti jedan pritisak na Sofiju da ta odustane od take surove blokade koje sada radi. Ali teško mi je, jer već toliko godina sad Makedonija i na kraju Albanija čekaju na to zeleno svjetlo, a Evropska unija zapravo ne može držati riječ koju je dala i to naravno to erodira jednu autoritetu koja Brisel ima i to nije dobro. Целото интервју може да го погледнете на нашата веб страна. А од останатите вести. Одбележувањето на Светскиот ден на бегалците падна во сенка на она што Обединетите нации го нарекуваат најголема криза на раселување од Втората светска војна. Дописничката на Гласот на Америка од Обединетите нации Маргарет Бешир известува од таму. Пред Русија да изврши инвазија на Украина во февруари, Агенцијата за бегалци на Обединетите нации рече дека имало речиси 89 милиони присилно раселени лица во светски рамки. Со украинскиот екзодус бројот достигна 100 милиони. Сега сите сме многу фокусирани на Украина, но Украина доаѓа поред по други вонредни ситуации. Нов извештај на УНХЦР глобални трендови вели дека 5 кризи минатата година довеле до речиси 70% од раселените лица. Тие се од Сирија, Венецуела, Авганистан, Јужен Судан и Мјанмар. Во Авганистан 24 милиони луѓе имаат потреба од хуманитарна помош. Економијата се распаѓа, а талибанците воведуваат повеќе рестрикции за жени и девојчиња. УНХЦР вели дека сите овие притисоци принудиле 2,7 милиони афганистанци да заминат. Луѓето ги минуваат границите, некогаш со визи, но најчесто без визи документи, дури и по 20.000 луѓе на ден. Многу луѓе одат во соседните држави. Повеќе од 1 милион заминале од Украина во Полска заради безбедност. Луѓето бегаат од конфликт не најдалеку што можат, туку најблиску што можат. И не се враќаат не најдоцна што можат, туку најрано. Само 5,7 милиони внатрешно раселени лица и бегалци се вратиле дома или во нивното родно место во 2021 година. Фокусот на годинешниот светски ден на бегалците е правото да бараат безбедност. Побогатите држави имаат различно минато во прифаќањето бегалци и баратели на азил. Високиот комесар за бегалци вели дека се надева од овие држави сега ја разбираат врската меѓу бомби и раселување. Луѓето бегаат од и се плашат. Не се само украинците. Сириците бегаат од бомби, луѓето во Тиграј бегаат од бомби, луѓето во Сахел бегаат или од бомби или од различни други напади. Стравот од небезбедност е ист, независно дали сте украинец или никарагванец. Од страв и несигурност, Ирина Мориквас ја напуштила Украина со незиниот син брзо по руската инвазија, оставајќи го незиниот сопруг. Ги земавме само неопходните работи и ја поминавме границата. Сега во Холандија, Мориквас, која е уметник, соработувала со УНХЦР на Твитер емоджи за светскиот ден на бегалците. Кога ќе отвориме вратата на нашиот дом за луѓе на кои тоа им е потребно, например за бегалци, всушност го отвораме нашето срце, бидејќи домот е срцето на семејството. Десетици милиони бегалци раселени лица во светот исто така се надеваат да најдат безбедно и топло добредојде. Го гледате News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јован Чановски од студиото во Вашингтон. Не заборавајте да станете наш пријател на Facebook и Instagram, а посетете и нашата веб страна glasonamerika.com. До гледање до утре. Пријатно.